Изгаснате пожарот во селото Белјаковце, кој изминатиот викенд зафати поголема површина со стрништа, нискостеблеста шума, но и неколку стари напуштени куќи. Во гаснењето на пожарот учествувале 4 противпожарни екипи. Екипа од Дирекцијата за заштита и спасување, вработени во Кумановската подружница на национални шуми, како и локалното население. Од територијалната противпожарна единица Куманово денеска апелираа до мештаните да ги уредат дворовите, да ја искосат тревата и доколку се во можност со земјоделска механизација да изораат околу објектите за да се избегне опасноста од евентуално проширување на пожарите кон викендиците, куќите, помошните објекти. Клучен елемент за спречувањето пожари од пошироки размери е брзо откривање, пријавување на телефонскиот број 112, но и вклучување на местното население доброволно во интервенциите со соодветна опрема за гаснење на пожари, посочуваат надлежните. Сабота и недела имавме голем број на интервенции, најголеми пожари ни беа кај селото Белјаковце, затоа што и сабота и недела интервениравме таму. Освен стрништа и шума и сува трева имаше и стари објекти, односно стари куќи, меѓутоа во тие стари куќи можеме да кажеме со преку 20 или 30 години не живее никој, така да немаше некоја поголема опасност. Граѓаните кои имаат таму викендици и куќи ни беа од голема помош, затоа што учествуваа во гаснење на пожарите, ни помагаа и се јавуваа доколку треба и волонтерски и доброволно да пристапат кон гаснењето на пожарот, да дојдат да земат опрема од територијалната противпожарна единица, така да ни беа од голема помош граѓаните. Што се однесува до нивното однесување, би сакале да упатиме еден апел. Најбитно од се е граѓаните прво да си ги средат своите дворови, односно околу нивните викендици или куќи, да не дозволат травата да биде многу висока. И во случај на пожар, доколку имаат, а во најголем број имаат земјоделска механизација, да ни помогнат со нивната механизација, затоа што со помош на механизацијата тие може да направат одредени пресеци и да не дозволат пожарот да се шири. Па би сакал да кажам дека најбитно од се е граѓаните да имаат на своите викендици по една или по две напртњачи, односно ние ги викаме напртњачи, може да се кажат и грбни прскалки, затоа што тие се од големо значење бидејќи на непристапен терен каде што не може да дојде возило на пожарната единица, грбните прскалки ни завршуваат голема работа. И затоа, значи, и доколку немаат граѓаните грбни прскалки, ние, кога одиме на интервенција, имаме секогаш вишок, така да доколку тие сакаат да помогнат на пожарникарите, ние можеме да ги послужиме со нашите. Нашата препорака е, каде што има многу чад, да не влегуваат, затоа што може да дојде до загушување или доколку се во можност да носат соодветни маски или некои топли крпи или мајци со цел на покривање на дишните органи. Вчера во текот на вечерните часови голем пожар избувнал и во кратовското село Димонце, каде што на испомош интервенирала екипа од територијалната противпожарна единица Куманово и 2 екипи од пожарната од Старо Нагоричане. Изгаснате и големиот пожар кој беснееше во селата Ругинце, Облавце и Сув Орах. Пожар вчера имало и во селото Отлја во општина Липково. Во селото Тромеѓа горело стрниште, а ноќва половина час по полноќ горел смет на булеварот Октомвриска револуција. Надлежните подсетуваа дека од 1 јули до 31 август годинава ќе биде на сила целосна забрана за движење во шумите.